Почитувани новинари, почитувани граѓани. Законот за јавно обвинителство е гаранција за воспоставување на правна држава, за почитување на принципите на владење на правото и за недвосмислена борба против криминалот и санкции за сите оние кои што сториле кривично дело. СДСМ, како одговорна и демократска партија, преку Законот за јавно обвинителство овозможува ослободување на правосудството и создава услови за независно и професионално постапување на судиите и обвинителите. Ја користиме оваа прилика уште еднаш да ги изнесеме фактите за Законот за јавно обвинителство. Оние против кои ВМРО-ДПМН нема апсолутно никакви аргументи, а кои носат ефикасен и применлив закон против сите оние кои сториле криминал. Имено, продолжуваат предметите на специјалното јавно обвинителство кои се во фаза на судско постапување и нема законска пречка да им се суди на партиските криминалци во редовите на ВМРО-ДПМН. Затоа го повикуваме судот да престане со бескрајното одложување на процесите и конечно да создаде услови за секојдневни судења. Продолжуваат истрагите и предистрагите на специјалното јавно обвинителство кои беа запрени со мислењето на Врховниот суд иницирано од судијата Јово Вангеловски, кој важеше за судски заштитник на криминалот на ВМРО-ДПМН. Затоа ги охрабруваме обвинителите, сега кога се ослободени од секакви закани и притисоци да ја завршат со започнатите истраги. Исто така, почитувани граѓани, многу важно прашање за граѓаните и за независното постапување на јавните обвинителства е фактот дека со законот се овозможува избор на обвинители без влијание на политички партии и политичари. И на крај, уште еднаш одговорно пред граѓаните тврдиме дека со законот нема никаква скриена амнестија. Таа амнестија е само во криминалната свест и подсвест на ВМРО-ДПМН и ја користи во лажната пропаганда против законот. Токму ВМРО-ДПМН е партија која не сака да се соочи со фактите кои произлегуваат од Законот за јавното обвинителство, затоа што целото нивно постоење и функционирање почива врз криминал и корупција. Граѓаните веќе го препознаваат дволичното однесување на Христијан Мицкоски, кој преку законот, преку обструкцијата на законот имаше една единствена цел: како да се запрат истрагите и судските постапки на специјалното јавно обвинителство, а со тоа од одговорност да се амнестираат криминалците во редовите на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски нема што да понудат освен одбрана на криминалот и обнова на режимот. Со таква понуда јасно е дека ги чека нов пораз на 12 април. Ви благодарам.